Имаме гледач на линија, иако јас и во моментов добив прашање некој гледач кој што не сакал можеби да се вклучи, а има директно прашање што значи оваа болест. Најде пред тоа да го вклучиме гледачот кој што во моментов го имаме на линија. Претпоставувам дека има некое прашање кое што е нејасно. Повелете. Едно прашање. Повелете. А всушност да ја замолиме докторката, речникот е навистина многу латинизми има и нејасности. И народот ништо не може да разбере. Може ли едноставно со обичен речник да му објасни на народот што е тоа? Навистина претера со учебникот по медицина. Токму така. Ајде, еве сега ќе се обидеме најпластично да објасниме што значи оваа болест. Ви благодарам за јавувањето ваше. Ајде најпластично да објасниме што значи оваа болест. Иако е, нели, сепак кога е генетико прашање, наистина тешко да. Што се гените? Гените се основни, базични единици на наследување. Значи, тие кои се наоѓаат во хромозомите на клетките. И тоа е генетскиот материјал што ние го наследуваме од своите родители и кој го предаваме понатаму на поколенијата. Значи, од гените зависат сите физички, хемиски својства на една индивидуа. Јас, како попластично да објаснам, значи тоа зависи каква ќе имате боја на очи, коса, висина, односно одредени хемиски промени во организмот. Овдека, кога зборуваме за цистична фиброза, оној ген што ви го кажав, што е изменет, значи тој е одговорен за одреден создавање на одреден протеин на ниво на клетката, на она што е базично на основа на одредени епителни клетки, заради нарушената функција негова, доаѓа до создавање, она што е основниот дефект на болеста, е создавање на вискозни секрети. Ги споменавме и органите кои што ги... Во повеќе органи. Така да проблемите кај овие деца што се јавуваат се поврзани со запушување на дишните патишта од густиот секрет, со обструкции, рецидивантни, повторувачки инфекции на дишните патишта, односно, она веќе што го проблемите со нарушено варење на храната, поврзани со запушување на панкреасните канали. Еден од првите симптоми на болеста на кој секогаш треба да се мисли е кога е мекониум илеус, така наречен, 10 до 15% од новородените, значи на раѓање, манифестираат цревна обструкција, означена како мекониум илеус, значи не исфрлање на првата столица кај бебето. И секој од тие деца треба да се упати во центарот за цистична фиброза за диагностички тест. Значи, симптоматологијата е многу различна. Кај некои пациенти дури доминираат симптомите на јетрената болест, бидејќи ви реков дека основниот дефект го има и на ниво на жолчните канали. Кај некои таа јетрената болест е сосема во втор план и недоминантна. Значи, во едукацијата на лекарите, во едукацијата на педиатрите, обрнуваме многу внимание на таа мултисистемска, мултисимптоматологија која може да се јави при оваа болест, за секогаш да размислуваат и навремено да се диагностицира болеста. Се доволно информирани кај нас? Па мислам дека е подобрена информацијата, макар да она што и самите признавте, дека се уште е недоволна, така да се уште сме сведоци на пропуштена диагноза, на закаснета диагноза, кога, мислам, последиците може да бидат и доста потешки. Може да бидат и фатални последиците од оваа болест? Па сигурно дека може да бидат фатални ако не се лекува. Дали, недоволната информираност или можеби екзактноста на цела оваа болест е и од тоа што незиниот синоним или ја нарекуваат и невидлива болест или солен бакнешт? Терминот невидлива болест не сум го слушнала, а солен бакнеш произлегува од тоа што рековме дека нарушувањето е на ниво на потните жлезди, значи зголемената концентрација на сол во потта е причина за солен вкус на овие деца кога ќе се бакнат.
Значи, некои дури од родителите напоменуваат дека имаат децата кристалчиња на сол на кожата. Значи, концентрацијата на сол е доста висока во нивната пот и тоа е диагностички практично тест одредувањето на хлор, на натриум и хлор во потта за потврдена диагноза. Така. Постои ли третман и прогноза на ова болест, но пред тебе да јас повторно ќе ви го поставам прашањето, имаме повторно гледач на линија, кој што претпоставам дека има прашање. Добар ден, повелете. Добар ден. Добар ден. Во контекст на ова што го вие говорите. Повелете. Јас има ваков проблем пред многу години со мојата ќерка и одевме кај доктор Гордова, кај што велеа цистична фиброза. Уствари, она имаше чести инфекции откако отиде во градинка, значи обструкции, секрет и се спушташе надоле. И она беше постојано под антибиотик. Девојчето изгуби имунитет. Јас во еден момент, барајки чаре, отидов во војна болница и во војна болница имаше еден лекар дојдено Мојсовски од Загреб. И јас му велам, ова дете има цистична фиброза и он ми вика, што зборувате вие? Викам, да, докторе, еве, повелете, еве вие диагнозата. И он ми вика, ја ви гарантирам дека не. Ама еве ја диагнозата. Ајде, вика, да направиме една анализа на хематологија. ИГМ, ИГА, тоа валјда имунитет. Проверува. Се установи дека мојата ќерка го изгубила имунитетот од антибиотик. Ќерката е сега дипломиран лекар, застој во развој некој, 1,80 м висока. Слушайте да ви кажам, она се потела, па се поти наследно и мојот сопруг се поти. Ние сите бевме на испитување во Ману, и мојот син 1,86 м и јас, и сопругот, ништо не ни најдова, а детево го третирава со таа диагноза. Ајде да го чуеме и одговорот. Ви благодарам за јавувањето. Еве еден интересен случај во кој што диагностицирана е цистична фиброза. Не можам да зборувам за некој период пред сигурно 20 години. Добро. Така да диагностичките критериуми кај нас се многу мислам, променети од тогаш до сега? Не можам, ви реков да зборувам за некое друго време, дали е тука некој пропуск во диагнозата. Меѓутоа, можам да кажам дека диагностичките критериуми се многу посигурни. Значи, тоа е, освен клиничката слика, потниот тест имаме нова метода на потен тест, кој е многу по-екзактен и секако генетската диагноза како помош во дефинирање на мутациите во генот. Така да, пропустите во диагнозата за некое друго време не можам да одговорам, меѓутоа денеска невозможно е случување на такви грешки, да едно дете кое има сосема друга природа на своите проблеми го диагностицираме како цистична фиброза. Можни се одредени гранични случаи, но во тој случај детето е одредена, тоа не е само кај нас, познато и во светски размери, кога диагнозата не може екзактно да се постави, меѓутоа ние тоа дете го пратиме во текот на годините, така да неговиот клинички тек ќе покаже дали се работи за одредена за таа диагноза или се работи за нешто друго. Бидејќи граничните вредности на потниот тест секогаш ни укажуваат на една предпазливост, меѓутоа никогаш не ја даваме диагнозата дека е цистична фиброза. Пред клиничките критериуми, односно генетските анализи да бидат убедливи. Така. Ви го поставив прашањето околу третманот на оваа болест, тајте и господјата нам ни пренесе дека незината ќерка која што боледувала, тоест ете погрешки и откриле можеби диагноза на цистична фиброза, била лекувана со антибиотици, што од друга страна довело нели до намалување или губење на имунитетот. Антибиотската терапија го измени текот на оваа болест. Мислам, основно што се губе овие пациенти беше прогресивната практично деструкција на белодробието од повторувачките инфекции и од хроничниот инфламаторен процес. Така да антибиотската терапија е неизбежна тука, поготово, мислам, кај пациенти кои имаат некој поагресивен тек на белодробната болест.
Секако има пациенти кои имаат не толку изразена прогресија на белодробната болест и она што е битно во водењето на болните е редовни бактериолошки прегледи на искашлокот, на спутумот, на респираторните секрети, така да утврдување на инфекцијата и соодветно третирање. Бидејќи одредени инфекции може да одат сосема клинички немо, а по одреден период да направат хроницитет на инфекцијата, особено псевдомонас ерuginosa инфекцијата, и да доведат до едно позначајно оштетување на белодробието. Така да редовните бактериолошки прегледи на исплувокот и соодветна антибиотски третман, дури и при клинички неmanifestно белодробно влашување, се една од основите во водењето на болните. Оно што е исто битно е физикалната терапија, која е стожер практично во целокупниот третман, физикалната терапија на белодробието, односно на чистењето на секретите од дишните патишта. Ако рековме дека основниот дефект е во чистењето, во клиренсот на секретите, значи болниот се подучува на одредени техники на физикална терапија, има повеќе, значи тоа се активни техники на физикална терапија, со кои он се учи како да го искашлува секретот и како да го чисти своите дишни патишта од вишокот секрет. Исто така, физичките вежби, многу ги потикнуваме, спортувањето кај овие пациенти, одржување на добра кондиција, одржување на добра мобилност, така да сето тоа е битно во општото здравје на пациентот. И она што е исто така многу битно во водење на болните е одржување на добар нутритивен статус, значи добра нутриција, бидејќи видовте дека нарушувањата во варењето на храната се многу често присутни, значи кај 90% од болните. Овие болни зимаат панкреасни одредени капсули на панкреасни ензими, со кои се обезбедува, со секој оброк, со кој се обезбедува варење, соодветно варење на храната, искористување на храната, така да со тоа постигнуваме една сосема добра и задоволителна нутриција кај болните. Така да примерно, значи, во услови на немање на дефинитивна терапија за болеста е редовно, значи, следење и водење на болните и превенирање на проблемите, значи, за да ги одржиме болните во што подолго во добро здравје и кондиција. Трајно не може да се излечат? Не можете. За една генетска болест не можеме ние да ги менуваме гените. Меѓутоа, секако дека постојат перспективи, значи постојат обиди за нови тераписки пристапи во смисла на промена на основните биохемиски дефекти на болеста, односно за генска терапија, меѓутоа тоа е нешто во перспектива. За сега дефинитивна терапија на болеста нема. Терапијата е симптоматска, меѓутоа со терапијата која денеска стои на располагање, може да се постигне една добра контрола на болеста. Верувам дека со ова ќе продолжите и во иднава недела на советување околу цистичната фиброза. Ви благодарам што ова утро одвоивте време да сте овдека заеднички со нас, ете да откриеме некои дилеми за она што на можеби многумина не им е познато, а вие како Сдружение за цистична фиброза, нормално и вие како професор, доктор и педијатар, ни позборувавте за тоа и одвоивте ова утро да сте со нас овдека. Благодарам и на вас. Благодарност голема. Тоа беше професорка доктор Стојка Нацева-Фуштич. Тема на разговор ни беше Европската недела на борба против цистична фиброза. Ние веднаш се враќаме по рекламите.